почитуван директор, почитуван присутни. Следувајќи го планот и програмите доставени од страна на Комунарец, сакам да кажам дека во близина на Чинерот, за детското игралиште се предвидени 55.875 денари. Мислам дека тоа е една солидна сума, за да тоа игралиште изгледа по-добро како што е сега. Мислам, одржувањето, зеленилот и така. Исто така, во близина на Чинерот има уште една површина, која што граѓаните кои што живеат тука сами си ја позеленија, ископаја бумер. Сега, доколку е можно, Комунарец да го пренесе одржувањето на таа зелена површина, да не биде на терет на граѓаните кои што живеат таму. Тука колегата Джиевски спомна околу успешноста на предпријатието Комунарец и тоа не е спорно, но ако се знае дека поведени се многу други давачи, нови давачи од страна на власта предводена од ВМРО, тоа што не е ниту чудно. Така поведена е давачка за која што плаќаат граѓаните и фирмите за јавна чистота. Поведена е давачка која што плаќаат граѓаните и фирмите за јавно светло и се до тоа доаѓа во фактурите за фирмите, односно во сметките за граѓаните. Значи, од јавна чистота Комунарец добива 20 милиони денари, од јавно зеленило се планира да добие 12 милиони денари да наплати во фактурите, од општината добива 13 милиони денари, значи вкупно 45 милиони денари, сума која што навистина не е за подценување. Сега скоро Комунарец воведи нова давачка и тоа за фирмите за уништување на отпад, кој што е подцарински надзор. Значи секоја фирма која што има отпад за подцарински надзор мора сама да го однесе до мекленци, значи за тоа треба да плати превод и при влезот во депонијата за фирмата стигнува фактура која што истата треба да ја плати. Во време во кое што се наоѓаме, кога фирмите навистина тешко живеат, и ова давачка е навистина за некој може да е мала, но за фирмите кои што тешко устојуваат е навистина голема и веќе ако се оди на тоа, мислам дека градацијата треба да види малце поинаква, не до 5 тона, туку да види да има некоја поинаква градација за оптерето. Не може за 1 кило отпад однесен во мекленци, за 5 тона да види цената иста 4.900 и 5.000 денари. Значи, во таа насока управниот одбор на Комунарец треба да ги разгледува нештата. Понатаму, ќе направам мала дигресија, се зборуваше за минатото, како било во минатото, како е сега, како било тогаш успешно, како не било успешно, како е сега успешно. Па ако колегата ми е наистина жал што не е тука Игор, ако сака да зборуваме за минатото, значи ќе направам мала дигресија председателке. Во времето на господинот Дејан Христовски, значи кога беше градоначалник на Битола, буџетот на општина Битола беше 360.000 марки. Значи марки 180.000 евра и господинот Дејан Христовски во негово време успеа да го исчисти коритото на реката Травор, закусно. Додека сега, пред секој избори, на граѓаните кои што живеат под Сади мостот, му се ветува дека ќе се исчисти коритото на реката Травор, но тоа не се случило. Навистина има разлика. А буџетот на општината моментално е 25 милиони евра. Понатаму беше кажано дека во центарот на Битола е навистина убаво, чисто зелено и се сложимо, и навистина тоа е пофалба, така е, не може нешто што е да речеме дека не е. Меѓутоа, тоа за мене е повеќе фасада и тоа за мене е повеќе фасадерски начин на владење, бидејќи во центарот, каде што фреквенцијата на луѓе е многу голема, нормално, власта сака да покаже дека е се уред и се е добро, но во близина на центарот, значи, веднаш позади општината, на улица Борка Талев 4, се наоѓа ова дива депонија. Сега, некој ќе речи, да, ова е приватен имот, се сложи, ова е приватен имот. Но и обврска нема Комунарец, најверојатно и
исполнува според сите одредби, уредби, закони и така натаму, се сложило. Но, господине директоре, ви е замолил вас, доколку фактурирате на некој на оваа адреса, доставете му ја фактурата кој е тоа лице на комуналниот инспекторат и согласно одлуката за комунален ред, која што е во согласност со Законот за комунални услуги, комуналниот инспекторат треба да преземи нешто во касова. Бидејќи верувајте, разликата меѓу јавната површина и оваа депонија е многу мала. Еден илечњак, еден тротоар. И луѓето кои што живеат таму сметаат дека комуналец треба да го изчисти. Луѓето велат плаќање јавна чистота, јавно зеленило и нормално тие не се запознаени во целост кој треба да го изчисти. Тие барат ова да биде изчистено. Значи, затоа ги замолувам надлежните институции да го решат ова, а вие, директоре, како одговорен за одржување на јавната чистота и зеленило, ако можете да покрените нешто, би бил благодарен. Я ви благодарам.